23 јануари 2026 година, петок, почитувани гледачи, добре дојдовте во редовниот термин за дневникот на КТВ телевизија. А во него актуелните теми со кои го одбележавме денешниот ден. Следете не. Советот на општина Кавадарци денеска ја одржа петата седница. Меѓу поважните точки на дневниот ред беше и разгледувањето на четвртиот квартал од реализацијата на општинскиот буџет за 2025 година. Градоначалникот Митко Јанчев во неговата дискусија на денешната седница на Советот се осврна на реализираните проекти во неговите мандати. Со самото моје доаѓање, уште првиот месец се укина јавно-приватното партнерство за улично осветлување. Кај што граѓаните го плаќаат од џепот, 12.000 евра месечно, го раскинавме договорот, парите остануваат сега во буџетот општина Кавадарци, кои се наменски пари, врз основа на такса за улично осветлување, и со тоа општина Кавадарци е една од најдобро осветлените по критериуми и законски регулативи, дури почнавме веќе и регионалните патишта да ги осветлуваме до Мокриште, до Југо Комерс, до Дрекслер, до Марина и секое село и секоја населба е дигитализиран систем. Значи тука спасивме многу голем дел во делот на финансиска конструкција на општина Кавадарци. Со самото моје доаѓање имаше подпишан договор за јавно-приватно партнерство за паркиралиште со компанија. Доблесна компанија, која што имаше концесијата за 12 години, и му сум благодарен на собствениците, што беа разумни, спогодбено ја раскинавме и формиравме јавно предпријатие. Тоа што значи, ако беше јавно приватно предпријатие, и не може да бидат 40 динара паркирањето сега, и не може да креваат по 5 коли, че креваат по 20 коли, и че беше најмалку двојно поскапо паркирањето. Со моето доаѓање се изгради 5-та мини хидроцентрала, кај што претходно имаше одлука да 5-та мини хидроцентрала ја граде приватен партнер, а со тоа добие собственост 50% на постојачите 4 хидроцентрали. Знаеш колку пари тоа месечно? 50.000 евра чисти пари. А градењето на централата беше 200.000 евра. Тука ќе застана. Не, уште едно ќе кажам. Со моето доаѓање и со формирањето на превоз јавен Кавадарци, заштедата е огромна. Квалитетот на многу повисоко ниво, од ученици до пензионери. Придобивките ќе ги спомнам само во делот на импликациите на општеството. Комуналниот свет се изфрла од секоја една средина населба во општина Кавадарци. Со субвенции во руралните средини. Сами знаеме дека даваме субвенции на руралните средини, не плаќаат износ на комунален свет. Тоа е субвенција. А јавното предпријатие прави трошкови. Услугата ни фактурира нас. И за тоа даваме субвенција. Со доаѓањето нема населба, нема село кое што е над 15 жители, а има канализација, вода и имаме негде над 2000 нови приклучици за вода, луѓе, 2000 нови приклучици за вода. Од Брушани, Раец, Моклиште, Бошава, нов водовод сега за Чеберско, Крмево, канализации, сегде се изабрави. Тоа се пари од заштеда. Кои сме ги заштедили, сме го дигнали буџетот. Пензионерите се возат бесплатно. Граѓаните на општина Кавадарци се возат со кофинансирана цена од 45 денари билет, така? Тој билет не е 45 денари. Тој билет кошта 110. Ми го кофинансираме како општина и тоа е субвенција за да граѓаните платат 45 денари. И билет достапен. Сите приходи кои се вливат во општината се во интерес на јавниот живот и давање на субвенции. Даваме субвенции за секој новородено дете. Не се рекламираме за тоа. По 100 евра, пример, 60 денари. Даваме субвенција за секој првач. Даваме оброк на секој дете од 1 до 5 одделение.
350.000 евра секогодишно. Секое дете од прво до 9 здравствен бесплатен преглед при факултетот за физичко образование бесплатно ги имаме акционерски друштва со носител на доминантна собственост на општина Кавадарци, ракомет, кошарка, фудбал. А ракометот, кошарката кога отиде Фени во стечај, сами сте свесни дека ги преземавме акциите 100% и преземавме долг 9,5 милиона донара, така? Сега тој долг е на 2 милиона донара. Го рачистуваме, има академии, има младинци, има спортисти кои што требаат. Со израдбата на спортските сали, секоја спортска сала е нерентабилна. Не носи пари спортска сала. Ама квалитетот на децата, квалитетот на луѓето го дигаме на повисоко ниво. Одбележување хоризонтално и вертикално во градот. Од 2000 метри квадратни го дигнавме на 20.000 метри квадратни. За 8 години 7.500 сообраќајни знаци. Банкини наместени 10 км. Кружни текови направени. Кружни тек не носи пари. Ама зголемува безбедноста, протокот. Семафори од 2 во градот 14. Булевари со влезови и излези прекрасни. Што личи на еден град. Сето тоа го правиме ни со наши пари, со заштеда од парите. И сега, нема да мислите дека приватните компании, на кои што му го земавме благодетот, од овие услуги што ги вршеле, се равнодушни према мене лично или према општина Кавадарци. И јас сум имал закани, притисоци, сема, не сум поддегнал на таа работа. Добро знаете и ви како советници, и претходниот совет, со какви притисоци, закани сме соочувале. Од лични, па до тужби со енормни суми, и сето тоа сме го изменаджирали да се врате во општина Кавадарци биле на граѓаните. Немаме ни едно дадено нешто кое што е во делот на јавниот интерес. Освен тоа што успеавме, немаме година под 50 до 60 милиона денара донации. Значи тоа се пари кои што нашите општествени одговорни компании ги дават во буџетот на општина Кавадарци. Колку што кошта целиот данок на блок, данок на имот, ни толку се еме донации. Тоа е благодетот кој што јас како личност и ви како советници и доблести компании и честното и транспарентното работење го дава за право да кажеме да сега ние сме општина за пример. Јавното предпријатие Комуналец 8 години не користи никаква механизација од второ или трето лице. Се комплетно се обавува со своји ресурси и со своја механизација. 4 ровокопачи, 2 багери, како се вика машина во ова за пушување канализации, не знам стручно да ја кажам, цистерни нови купени, метларки нови купени, булдожер купен нов. Само булдожерот што го спомнам 160.000 евра. Не е тоа играчка. Одржување на полски патишта, тоа не ни носи нас пари, не земе пари од концесии за земјоделие, али омовозложуваме на земјоделците да имат побезбеден и попристапен пат. И горд сум на тоа што успеавме да имаме и 4 камери, сега зборуват луѓето за камери. Горд сум на тоа што успеавме во градската подрачје и територијата на општина Кавадарци да сообраќајните незгоди се малте неевидентни веќе и тие се со многу мала материјална штета, а порано имавме сообраќајни незгоди во самиот град со жртви на влезови, на излези, на секаде сите црвени точки ги направивме со кружни текови, со семафорски решенија, со булеварски решенија и со тоа сме заштедиле многу, сме го подобриле квалитетот и безбедноста на луѓето. Криминалитетот намален, прекршниците намален, кражбите намален. Немаме ни една негатива. И цело тоа, пак ќе ви кажа, не си го припишувам ја на мене, тоа ќе го зборува, што вика Круме, идните генерации. Тоа ќе го зборувате идните генерации во. Кредитот ќе го вратиме. Нема нови вработувања во јавните кавадаречки предпријатија.
Председателот на Кавадаречкиот совет одговори на обвинувањата на опозицијата дека субвенциите и покачувањето на услугите во одредени институции се користат за нови партиски вработувања. Јавното предпријатие е паркинг. Број на вработени ист од 2020 година при самото формирање, да не забораваме дека беше на власт Социјалдемократскиот сојуз и имаше мнозинство во советот на општина Кавадарци. Дали е тоа така? Така. Ја ќе почнам поред. Значи бројот на вработени 41 е во јавното предпријатие паркинг со бруто плата од 13 милиона денара на старт 2020 година, за иста сега да биде 28 милиона денара бруто плата. И сега на таа програма ние му викаме на нашите сограѓани дека резидентните места после 16 часот како општина и како заложба градоначалникот ја зема на говорница дека ја го реализира во 2026 година без покачување бројот на вработени од 2020 година. Значи бројот на вработени во јавното предпријатие јавен паркинг Кавадарци е ист 4 години. Нема вработено. Имаме директор, јавно кажа на говорницата, плата бруто е пораснато од 13 милиона на 20 милиона денара. Дали треба да функционира и треба да постои? Треба, бидејќи претходно заложба беше да сите возила и хаварисани кои беа оставени по улицата, сите беа да начин да не можеме да ги дислоцираме и да ги тргнеме, и токму заради таа заложба пајакот дали е рентабилен, можеби не е рентабилен, не мора да постои. Че пријавиме дека имаме хаварисано возило или проблем со возило пред врата, че ни го остават, ниче не можеме да го тргнеме ако не е паркингот. Мислам на пајакот. 5 милиона денара у годината праве само од пајакот. Не би крстил загуба, Ване. Тоа не е загуба. Тоа е начин на функционирање модерното време. Ти мора да го платиш, ти мора да го имаш. Дали тоа треба да биде рентабилно? Најлесно може да биде рентабилно во А зона и Б зона и С зона, во трите зони, а го пуштиш да функционира пајакот функционално, он 10 треба денеска да ги крени и завршена работа. Ама во тој случај па ќе биде друга мерка. Репресивна мерка е. Во однос на трите катни гражи нови се. Тие три катни гражи не се направени заради тоа што сакаме да ги направиме како општина, тоа е заради реални потреби на жителите во тие региони. Нова катна гража на Дисанска, нова катна гража на Ѓорѓи Соколов и реконструкција на катната гража спроти МВР, според полицијата. Тие се реални потреби на граѓаните. Значи, во однос на функционирање на тоа јавно предпријатие, сметам дека нема превработеност. Исти се. Јавното предпријатие градски превоз. Од кога е формирано пред 2 години, дали треба да има? Треба да има. Со исплатата на кредитот за 8 автобуси кои се земени, јас сметам дека тоа предпријатие со дотациите кои ги дава Министерството за образование ќе биде на нула во наредниот период. Дали е добро? Добро е. Дали има плюс нови работени? Нема. Дали треба да постои? Ни треба да кренеме свеста на нашиот народ, помалци да користи возила, повеќе да користи автобуси. Дали треба да се работи на тоа поле? Тука треба. Тука да. Преку софтверски решенија на табли, како што имаше заложба директорот. Тоа што во моментот фали, тоа што треба да се реализира. За врзоснова на тие програми никако општина му даваме средства. Колку што знам, во јавното предпријатие превоз нема превработеност. Со истите, почна со истите денеска. Јавното предпријатие е комуналец, кој многу често сакаме да го зборуваме, бидејќи точно тоа јавно предпријатие дава голем број на услуги. Ако не сакаме да функционира на начин на да билда добивка, во тој случај со јавното предпријатие комуналец тотално сме сгрешиле работата, бидејќи ако оставиме добивка, а не даваме услуга, тоа јавно предпријатие не треба да постои. Заради тоа што услугите кои му ги дадиме на тоа јавно предпријатие само преку белиценцирана дозвола за градење, преку субвенционирање социјални категории, преку исфрлање на смет во подкожувието, преку субвенционирање, тоа сето се кошта пари преку возниот парк. 70 имат моторни возила, вклучувајќи од џубрарки, изнесување на смет. Тоа е економската наша логика е заради тоа што преку тие мини хидроцентрали во изминатите 30 години некој мислел дека и работел за да функционира малце подобро предпријатието. Ако беше во принцип на пумпи на ваква скапа енергија, загубата ќе беше енормно голема.
Во однос на најновото предпријатие што го има направено Шепи, за сметни дека не треба да постои. Некој може да рече дека нашето општество не е созрано до тие степен, па сега да ги заловуваме во уличните кучиња. Меѓутоа, тоа не е решение. Ако сами сме свесни дека мора да се движиме во еден нормален логички правец, тоа решение за Шепи како последно јавно предпријатие е функционално. Дали економски ќе биде одржливо на долги стази, тука не би рекол дека е така, заради тоа што 7 општини го имат и прашање за неговото функционирање дали во идно време ќе ги задоволи нашите барања. Тоа ќе видиме, времето ќе одлучи. Кавадарци газ, последно јавно предпријатие, па јавно градоначалникот испадна на говорниците и повика: градижни, машински инженери, електроинженери, кои на општина Кавадарци се во моментот без работен однос, ги повика без разлика на партиска боја и определба. Никој не спомна за партија. Кешки да профункционира заедно со нас, за да можеме овие проблеми кои се јавуваат во однос на аерозагадување да ги решиме како круцијален проблем еколошки кој нас не тиште. Така да, според мене, субвенционирање на јавните предпријатија треба да има. Обврските кои се превземени од говорница, било од директор, било од градоначалник, за давање на услугите во текот на 26 година треба да инсистираме да се решат, а во однос на цените и во однос на услугите, корекцијата на цените поричнувани, сметам дека има оправдана економска логика, а во една општествена одговорност. Моштите на преподобномачениците ќе бидат изнесени во храмот Свети Великомаченик Димитрија на поклонение. Во недела од 17 часот ќе се отслужи празнична вечерна богослужба со петолебие, во понеделник утринска богослужба и литургија. Почитувани верници, со благослов на нашиот духовен татко митрополитот Повардарски господин Агатангел, како и предходните години, во храмот Свети Димитри, во Кавадарци, во кој се донесени мошти на преподобните маченици од манастирот на Свети Теодосии, кои пострадаа во 6 и 14 година во Ерусалим, а по повод чествувањето на денот на нивното мачеништво во храмот Свети Димитри и Кавадарци на 25 јануари недела, со почеток во 16 часот, ќе се отслужи празнична вечерна богослужба со петолебие и ќе бидат изнесени на поклонение моштите на преподобните маченици. Празнувањето ќе продолжи и утредента на 26 јануари понеделник со утрена богослужба во 7 часот и 30 минути, по која ќе се отслужи света божествена литургија. Светите мошти ќе бидат изложени на поклонение во текот на целиот ден и верниците кои со вера ќе пристапуваат на поклонение ќе бидат помазени со еле од кандилото на светите преподобни маченици и на истите ќе им бидат дадени осветени икони со ликот на преподобните маченици. Затоа ги повикуваме сите верни чеда од Кавадарци и пошироко да дојдат да се поклонат и помолат пред светите мошти на овие свети преподобни маченици за мир и благосостојба на нивните семејства. Во 614 година крававите хорди на персијанците, предводени од кралот Хозрој, ја нападнале светата земја и направиле неискажливи катастрофални опустошувања на Ерусалим и неговата околина. Тие масакрираа мноштво верни луѓе, уништуваа храмови и манастири, убиваа свештеници, игумени и монаси. Во тоа време развиените манастири на преподобниот Теодоси, обителта на Свети Сава, на Светиот Јаков Хозевит, преподобниот Герасам Јордански и мноштво други беа претворени во урнатини. Отците кои беа духовни горостаси и пријатели Божи се преселија во Царството Небесно, украсени со двојни венци на преподобие и мачеништво. Потемнетите од страстите, неверниците се покажаа како бесен оган во манастирската обител на преподобниот Теодоси. Започна безмилосен колеш на отците кои тивко како јагниња изведени на клање го прославија светиот лик на Господа наш Исус Христос Спасителот. На тој начин никој не се спротистави на нивниот бес. Отците на Теодосијевата обител, примајќи го венецот на мечеништвото, го запечатија со својата крв ревносниот чист подвижнички живот. Откако никој не прифати да се откажи од својата вера
и да ги подржи крвавите дела на темнината, сите тие вкусувајќи од плодовите на верата своја, завршија обезглавени со раскинати и сечени тела. После овој крвав пир, манастирот беше ограбен и запален. Овие свети маченици го изодеа патот на Христа Господа, цврсто држајќи се до верата во Него. Небото ги памети и прикажува за крвавите настани, за монаси кои на земјата излеа потоци крв и мајки во раце бројаници, она иста земја која претходно беше натопена со потта и солзите на нивното покаяние. Еве гледаме како овие преподобни маченици го дале својот земен живот за Христа и верата, а Бог ги прославил, разнесувајќи ги нивните свети мошти низ целиот свет. Тие загинаа маченички, а споменот им остани и останува вечно. Нека преподобните маченици и сите свети не застапуваат пред престолот Божи и ни помагаат да бидеме вистински боголюбци и човеколюбци, за да го оправдаме и името што го носиме, името православни христијани. Сите кои ќе се поклонат и помолат на преподобните мученици, го понесат благословот Божи во нивните домови и го разреснат зборот Божи ни сите луѓе за спасение и за вечен живот. Амин. Општина Неготино гради инклузивна мобилна општина. На лицата со ограничена попреченост и мобилност ќе им се доделат нови трицикли. Општина Неготино направи уште еден значен чекор кон подобрување на квалитетот на животот на нивните сограѓани. Со големо задоволство, градоначалничката Марија Нацева потпиша меморандум за соработка помеѓу општина Неготино и невладината организација Порака во рамките на меѓународниот проект ЛАМО, поддржан од програмата Интерег ИПА Адриан. Преку оваа соработка општина Неготино става на користење нови трицикли, кои во наредниот период ќе бидат тестирани од страна на лицата со ограничена мобилност и попреченост. Ова значи дека лицата со попреченост добиваат современо и безбедно средство за движење. Во соработка со невладината организација Порака, корисниците ќе ги тестираат трициклите во реални услови со цел да се промовира велосипедскиот транспорт како инклузивен начин на движење. Општината и НВО Порака ќе обезбеда целосна поддршка и обука за корисниците за безбедно управување со опремата. Целта е јасна, Неготино да биде пример за град каде секој граѓанин ќе има еднаков пристап до инфраструктурата и можностите. Велосипедизмот не е само рекреација, туку право на движење за сите. Општината упати голема благодарност до партнерите од невладината организација Порака и до тимот вклучен во проектот ЛАМО за нивната посветеност кон градењето на паметна и одржлива урбана мобилност. Зад проектот Безбеден град застанаа сите политички партии. Според бројките од МВР, граѓаните се заштитени на улиците со овој проект. Намален е и бројот на жртвите и повредените во сообраќајните нескреки. Последниот закон потребен за да од 1 февруари да започне официјалното функционирање на системот Безбеден град, денеска е пред пратениците. Станува збор за предлог на законот за изменување и дополнување на законот за прекршоците, со кој се предвидува можност за примена на технологиите како систем за детектирање преку технички средства и уреди за снимање, кои може да бидат добра алатка за брзо и ефикасно детектирање на сообраќајните прекршоци и спроведување на санкции за истите. Безбеден град е проект за кој застанаа сите политички фактори. Поддршката е обезбедена на лидерската средба, инициирана од председателот Христијан Мицкоски, но Филипче и ова негово СДС продолжува со деструктивната политика. Со одлуката да не го поддржат проектот и потребните закони за негово функционирање, покажуваат дека не се заинтересирани ниту за проект кој овозможува безбедност на граѓаните во сообраќајот. Дека станува збор за систем што дава резултати, говорат и бројките од Министерството за внатрешни работи. Колку за илустрација, првиот ден кога почна тест периодот на 1 декември, камерите во градот Скопје регистрирале 110.000 прекршоци, од кои 90% за брзо возење. Само за еден ден од функционирање на системот или на 2 декември
бројката драстично паднала на 50.652 прекршоци. Во првите 8 месеци од 2025 година, во сообраќајни несреќи во земјава загинале 91 лице или по 11,3 луѓе месечно. Во 2024 година, бројот на жртви на патиштата бил 142 лица или по 11,8 изгубени животи месечно. Според информациите од МВР, бројката на смртни случаи е намалена од 11 на само 2 смртни случаи во декември 2025 година и јануари 2026 година, а бројот на повредени како последица на непочитување сообраќајни правила компарирано за овие 50 на дена е намален за 35%. Граѓаните со овој проект се заштитени на улиците, а на СДС и останува да тоне со своите деструктивни политики. Владата на Мицкоски и ВМРО немаат решенија и одговори за проблемите со кои се соочуваат граѓаните. Според СДСМ, зад грбот на народот течат криминални тендери, а од кујната на ВМРО на народот му се сервираат црни кампањи, измислени афери, јавен линч врз опозицијата. Вчера покажавме како изгледаат фабрикуваните лаги, токсичните наслови, погрните текстови од кујните на ВМРО со 1000 примери. Владата на Мицкоски и ВМРО нема решенија ниту одговори на проблемите со кои секојдневно се соочуваат граѓаните. Секојдневните скандали и катастрофалната економска состојба ги покрива со постојан дефокус и пренасочување на вниманието на граѓаните. Зад грбот на народот течат криминални тендери, а пред очите на граѓаните, кујните на ВМРО им сервираат измислени афери, црни кампањи и јавен линч врз опозицијата. Ова е хронологијата на политиката на ВМРО за дефокус само во последните 2 месеца. Пред 2 месеца, почитувани, СДСМ формираше антикорупцијски тим и започна со објавување нови бомби, нови докази за корупцијски скандали со тендери на коалицијата ВМРО Знам. 161 тендер за една фирма, 9 милиони евра за фирма со 2 вработени основана пред само една година, 51 тендер во општините, 1,2 милиони евра преку пошта за фирма блиска до Знам. Големи скандали на тендер коалицијата. Во тој период стигна потврда на информацијата дека поради корупцијски скандал со ИПАР-3 програмата, Европската Унија ги блокирала средствата. Скандал тежок 130 милиони евра со уапсен директор од ВМРО за проневера на европски пари. Веднаш почна дефокусот на ВМРО и кујните со лажни обвинувања, замислете, дека Заев, Филипче и Николовски дозволиле пченица од државните стоковни резерви да биде незаконски продавана. Во првата половина на декември месец, британските медиуми објавија информации дека постои договор за носење мигранти за пари во Македонија. После овие вести, штанцањето теми за дефокус отидоа до плафон, дефокусот стана единствена политика на ВМРО. Зграда во Дубај од 42 ката, Сент Мориц, Венеција, што ли не измислија. Ке објават лажна вест за зграда во Дубај, а во позадина ке протуркаат декрет во собранието за замолчување на опозицијата. Ке објавуваат нова измислица за Венеција, а во позадина се протнува закон за странци, како вовет во носењето мигранти, односно економски работници. Дури ја нападна и СДСМ договорено, координирано и тоа пред Конгрес. Па се до последниот пример, почитувани. Сите да се занимаваат со лажните вести на Алфа телевизија и црната кампања на ВМРО против председателот Филипче, додека се увезуваат 10.000 економски работници. Над 200 текстови дневно кои секој дневно се објавуваат. Кучињата лаат, караванот си врви. Нема одговори за ниту едно прашање од интерес на граѓаните. Нема одговор зошто нема зголемување на платите. Нема одговор за тоа што недостасуваат 2 милиарди евра во буџетот. Нема одговор ниту за криминалните тендери, ниту за Алта банка, за прославите на Стоилковиќ со ноќните волци на Путин. Нема одговор ниту за економските работници. Има само дефокус. Сега веќе сите во Македонија знаат. Секогаш кога ќе излезе некоја измислена,
фабрикувана афера, тоа е дефокус. Секогаш кога ќе излезе текст од кујните на ВМРО, се случува уште еден грабеж зад грбот на народот. Планот е едноставен. Изолација, избори, па мигранти за пари. Одиме со спорт. Продолжуваат возбудувањата во машката и женската кошарка. Кошаркарите на Тиквеш Голден Игл го пречекуваат гостивар, а девојките од Пробаскет му гостуваат на Патриот од Делчева. Македонската кошарка е првиот колективен спорт кој се враќа по зимската пауза на терените во новата спортска 2026. Тоа значи дека официјално заврши одморот за машките и женските екипи, секако освен оние кои има обврски во надпреварите од АБА-2 лигата, двете водечки кај мажите, ТФТ и МЗТ. Овој викенд продолжуваат надпреварите во МТЛ Суперлигата, а на програмата е 12-тото коло или првото од вториот дел од сезоната. Во овој дел ќе следуваат уште 11 првенствени кола, по кои ќе бидат формирани надпреварувачките двојки за доигрување за шампионската титула. А првиот официјален надпревар во новата календарска 2026 ќе го одиграат екипите на Ангели и Феникс. Надпреварот ќе се игра на 24 јануари, сабота. Исто така во сабота во Кавадарци на теренот во салата Јасмин од 18 часот ќе истрчаат екипите на Тиквеш Голден Игл и Гостивар. Во недела дебитантот во оваа конкуренција Маџари ќе го нагости актуелниот шампион МЗТ Скопје. Во Куманово, кошаркарите на МКК Куманово во мини дербито се домакини на екипата на Чаир, а во дербито на ова коло во Битола во салата Боро Чурлевски Пелистер ќе го пречека Работнички. Колото број 12 ќе биде затворено на 26 јануари понеделник со надпреварот помеѓу екипите на ТФТ и на Кожув. Кај девојките на програмата ќе бидат средбите од редовното 10-то коло. Во сабота во Скопската пресметка МЗТ ќе го пречека Вардар, а во Неготино Спорт Тим ќе биде домакин на Бадел. Екипата на Пробаскет од Кавадарци ќе има можност со победа да ја стартува годината, бидејќи ќе гостува во Делчево кај екипата на Патриот. Колото ќе заврши во недела, кога на програмата е дербито на Истокот и дербито на ова коло, во кое во Каменица актуелниот шампион Баскет Кам ќе го пречека тимот на Крива Паланка. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Променливо облачно, предпладне со појава на магла по одделни котлини. Во текот на ноќта ќе има локални врнежи од дожд, а на планините од снег. Ќе дува слаб, а вдолж повардарието умерен ветер од југоисточен правец. Температурата ќе се движи од 1 до 10 степени. Ова беа темите и настаните со кои го одбележавме и овој петок. Ви посакуваме пријатен викенд и убави мигови со програмата на КТВ телевизија.